Дистрикт Цил през студио интервју на Зоран Иванов со Ненад Јовановиќ. Граѓански активист, колумнист, полемичар, партиски навивач или ќе ме демонтира за ова, интелектуалец со собствен, автентичен и оригинален став речи се по сите актуелни политички и општествени прашања и теми во ова наше постојано турбулентно македонско секојдневие. Кој чита, го чита на страниците на Слободен печат во поново време на порталот Фронтлайн, често дебатира на националните телевизии, а катадневно реагира на својот Facebook профил. И за пописот, и за опозицијата, и ова со Бугарија, Украина, пред тоа за Преспанскиот. Едноставно нема тема што ја интересира и ја допира најшироката македонска јавност, а тој да не се огласи. Тој факт не е мал повод за ова видео интервју со него. Ненад Јовановиќ, добре дојдете во Дистрикт на Цил прес студио. Добар ден, ви благодарам на поканата. Половина епитети некако милуваат и галат, а половина епитети кои што се од моја позиција малку и проблематични, би можело да стане збор во понатамошниот разговор, но генерално ви благодарам на... Нема да се извинам за ова што погоре го кажав, но вие ќе ме најавив уште на почетокот, ќе ме демонтирате или ќе ме потврдите во некои делови. Дојдовте од Кавадарци, мал град, тесно ли е за Кавадарци, за Ненад Јовановиќ, ви недостасува Скопје? Да, тоа прашање кој сум и од каде сум, тоа задира малку и културолошко, малку е интимно, малку е и општествено и се работи за... Не ве за... прашувам на која партија сте член. Не, во ред ќе кажам и тоа, него во формално правно, во мојата лична карта стои дека јас сум роден во Битола, а живеам во Кавадарци. Но тоа е само формално правно, географски, не достигаат тука најмалку уште два града. Првиот град во кој сум ги поминал тие адолесцентски денови, да ги кажам, тоа е Кичево. Значи, мојата мајка со мојот брат не враќа после една семејна трагедија од Битола во Кичево. Таму живееме кај мојот дедо и мојата баба. И таму ги поминувам адолесцентските денови до 16 години. Во меѓувреме развивам талент за спорт, за кошарка и доаѓам во Скопје, кој е мојот втор формативен град и многу важен во таа смисла. На 17 години почнувам да играм прва лига македонска кошарка, запишувам физичка култура и паралелно со студирањето играм во прволигашки клубови. И како се одвива и образованието и кошарката, некаде 2002 година излегувам од овие граници, па малку имав екскурзии од 6 до 8 месеци во Сплитска југопластика, во Нови Сад, во Белград, така што после извесен временски период, како минеа и годините и времињата, потоа запишав и политички науки во 2007 година, 2006-2007, и тоа е веќе вториот јас, кој низ некои собствени прекрашувања и некои собствени контратези го напуштам тој, условно речено, Ненад и тој некој собствен спортски идентитет што го имам и влегувам во политичко-партиски ангажман во градот во кој по случајно се затекнувам, а тоа е Кавадарци, бидејќи мојата сопруга е од Кавадарци, денес имаме и дете и некако таму си го гледаме својот живот, повеќе ради малиот се разбира, но и ради нас, мислам, толку сме во години да е доволно преселување, бидејќи мојот живот некако од оваа перспектива сега гледам дека беше поприлично како on the road во романот на Джек Керуак. Значи, ја во некоја смисла не може да се пожалам за собствениот живот. Индијана Џонс. Па и малку Индијана Џонс, бидејќи беше тоа во возбудливи времења, ја имав некои можности, имав некои таленти, имав некои предиспозиции да може во неколку града да живеам и тие градови да ме дефинираат мене во ова или во онаа смисла. И 2008 година ја влегувам покрај вториот факултет политички науки, влегувам во политичко-партиски ангажман да бидам портпарол на општинската
СДСМ во Кавадарци од 2008 до 2012 година. И натаму потоа се одвива и ова граѓанското движење, па после политиката отидовме во граѓанскиот активизам, се вклучивме со фондација Отворено општество, работевме на некои проекти. Од тој период од 2012 година до денес, јас можам слободно да кажам дека во граѓанскиот сектор најдов и сретнав фантастично инспиративни луѓе, кои што покрај тие, како да ги речам, канонизирани предмети на политички науки, кои што имаш, јасни образци имате, тоа за учење и тоа, добиваш некои автори, кои што, например, прв пат ги слушаш, некои луѓе кои што се на постмодернистички позиции, некои кои што се постструктуралисти, минималисти и така натаму. Значи, во таа смисла, да завршам околу ова првото прашање, кое е моје идентитетско и за мене важно прашање, е тоа дека во овие 43 години мои, јас сум имал неколку трансфери во своето лично себство, едно е спортско и друго е политички активизам. И читаме помладите, повеќе во вашата биографија по некое време, но сега ќе прашам во Кавадарци. Тесно ви е малку сега со оглед на вашите активности, новинарски ангажмани, полемики, или интернетов помага, е добра алатка да се биде сепак во Скопје, бидејќи од тие градови не ја спомнавте, ако можам да речем, метропола за Скопје. Не, Скопје е веќе поширока релација за мене. За мене Скопје е многу важен град, важен идентитетски град. Тука ги стекнав некои формативни години, ги стекнав најдобрите моменти од сопствениот живот. А што се однесува до Кавадарци би било малку претенциозно да кажам, ама ќе кажам. Да, се чувствувам некогаш дека имам малку поголем дух од просторот во кој, малиот простор во кој чекорам, но генерално таа заедница мене ме познава, Кавадарци ме познава. Вие ја познавате неа? Во тој град сум се борел за добри и вредни каузи и ден денес оставам тие позиции. Дека сте член на Социјалдемократскиот сојуз, градоначалникот ви е од спротивниот политички табор, но тука и таму понекаде, подготвајќи се за ова интервју со вас, ве фатив како го фалите. Тоа е, наметнувате нова политичка култура или што се случува? Наметнуваме политичка култура. Тоа што е со голо око видливо, мене ми е многу важно. Јовановиќ, наметнувате на тоа мислите? Не, многу ми е важно мене во политиката, кога ги зумираме работите измеѓу власт и опозиција, да се запазува јавниот интерес. Тоа значи дека поготово фрагментациите во мали места се многу поголеми и мене ми е важно еден градоначалник од мал град, како Кавадарци, кој при тоа не е баш стопански и економски за занемарување. Мене ми е важно да има некакви универзални вредности во себе, значи ако работи за цел град, тоа значи дека ги вклучува во себе сите конфесии, политички, религиски и партиски. До сега ми се чини дека работи на таа исправна политика. Реперате квалитативот, а не партиската припадност. И тоа е важна позиција. Натаму како ќе оди, ќе видиме, и како ќе се одвиваат работите, ова му е нему втор мандат. Ајде за темите за овој дистрикт, со што да почнеме ако не со руската агресија врз Украина. Што се случува всушност и кои се вашите прогнози? Знаеш како, Зоран, кога размислувам на оваа мачна и болна тема, прво да кажам дека навистина сочувствувам со цело моје срце за украинскиот народ и тоа што го доживуваат и преживуваат тие луѓе таму. Но кога би сакал малку да заоштрам во таа позиција, ја мислам дека и да ви одговорам на вашето прашање дали ова ќе заврши. Ако во Русија постојаат демократски избори, сигурен сум дека Путин ќе имаше малку свест да каже оп, стоп, до овде кочиме. Но бидејќи таму нему следат избори, дека Путин е можеби доживотно и председател и премиер и што све не е во таа голема космогонија земја, што велеше Сиоран, предпоставувам дека нема да запре, бидејќи нема кој да го запре. Од друга страна гледам дека он во некоја, не во некоја, него во брутално символичка смисла им го негира украинскиот идентитет,
на самите граѓани украинци кои веќе од осамостајувањето, односно од распаѓањето на Советскиот сојуз, тие луѓе тргнале во некоја траса да се нарекуваат украинци и тоа не се руски, тоа не е руската нација или тоа не Кој е би руската бил империја. епилогот на оваа воена криза? Што прогнозирате вие? Како ќе заврши таа? Веќе многу жртви отидоа, многу бегалци се расели. Видете како, сега, кога го наблюдувам, па од друга страна Зеленски, гледам дека кога некој ве напаѓа, обично реакцијата е страв. И обично од страв вие сте спремни да правите многу храбри дела. Значи Зеленски работи на тие негови своји агенди, своји негови пораки и се брани од таа руска империјална агресија, но од друга страна ви велам, тамо колку што разбирам од разните дискурзивни новинарски политики и текстови, дека таа нација, доминантното украинско население е за НАТО и е за западниот дел, значи за европскиот, за цивилизираниот. А од другава страна агресијата е чисто варварска. Значи тамо се одвиваат два света измеѓу некоја пристојност И таа дисторзија некаде треба да се прекрши. Или ќе остане замрзната, ќе има разни джепови каде што ќе има разни пукања, разни нестабилности. Апсолутно, па еве гледате, со анексијата на Крим и со отуѓувањето на Донбас, на тие двете републики, вие јасно гледате дека Путин нема да запре. Он додека не ја покори цела Украина, ми се чини дека нема да запре. Добро, ама веројатно и светот нема да остане равнодушен. Така е, арно, ама од друга страна би велам работите се комплицираат дополнително. Овие што се светски и демократски лидери, нивниот народ во огромна мера ги зумира пораките кои што ги испраќаат и до украинскиот народ. Неколку пати потврди НАТО зошто не можел или не сака да влезе на украинска територија. Тоа би значило нешто друго. Они бранат својот аргумент дека ќе избие нова трета светска војна ако они ги постават штитовите за... Ако велите вие дека пледира на цела Украина, тоа е чекор до Полска. Значи, ќе влезе, ќе згазне, сакајќи или не сакајќи, некоја ракета ќе падне и на територија на НАТО. Ќе значи ли тоа нова војна? Може би, но ајде да го ставиме тоа за некои војни стратези. Мене ме интересира сега Македонија тука и НАТО. Се покажа ли сега и во кој степен оправдана со ова, со сета жртва со Преспанскиот? Исплатлива ли беше? Па се разбира дека беше исплатлива. Секое политичко делување кое на крај ќе произведе мир, се разбира дека вредеше. Замислете сега кога следните генерации кои доаѓаат или после нас генерациите или после тие генерации кои доаѓаат да мора да бидат оптеретени со истото прашање кое ние сме оптеретени или бевме оптеретени последниве 30 години, се разбира дека тоа ќе биде некое поголемо олеснување. Траншата сега оди кон Бугарија за нов билатерален договор кој на крај треба да резултира со мир. Значи тие се некои важни пунктови измеѓу тоа на каде ќе оди Македонија. Дали ќе ги решаваме горливите проблеми со соседите прво, бидејќи ние кога не зумира нас Европа, од она што јас може да исчитам барем, дека они не гледаат како постконфликтно општество и дека секоја земја која сака да оди во Европската унија, прво мора да ги расчисти домашните оптеретувања и се враќаме на нашиот домашен македонски терен. Едно општество за сите, Јовановиќ, Заев замина од политичката сцена, барем за сега. Со него замина ли едното општество за сите или? Знаете како, ако не сум оптимист и ако не верувам во едно општество за сите, таа е една добра универзална цивилизацијска порака, која ме асоцира дури и на славните зборови на Томас Джеферсон, all men are equal, се разбира дека се што е еднаквост, се што е инклузија, тоа е перманентно во конфликт со оној друг дел на земјата кој не е толку транспарентен, кој не е толку демократски расположен. Јовановиќ, да дојдеме до тоа се два света кои секогаш се во конфликт измеѓу едно општество за сите и едно општество само за нас. И гледате дека авторитарните тенденции секогаш креираат општества само за нив, додека останативе како во некој апархеид, во некој собствен роб. Прашањето беше каде сме всушност ние, како идентитет генерално, како македонски граѓани,
Што прогнозирате? Како ќе се развие општеството? Се граѓанизирали, се етнизирали се уште? Мене ме Државата плаши. реагира на темата едно општество за сите. Таа е што треба да ја постави базата. Така е, тоа е државата и тоа е институциите, но од друга страна се и обврската на граѓаните. Кога сакаме да зборуваме за граѓани, треба да знаеме дека граѓаните имаат свои обврски, имаат и свои права. И под обврски се подразбира да они стално ја притискаат главата за тие вредности за кои она е донесена да биде на власт или да биде на Кога моќ. велите граѓаните, мислите на Сдруженијата на граѓани, на не мислам невладиниот сектор, на колку на- конкретно? Сите сдруженија не повеќе мислам, како јас- организирана форма? Не. Јас не мислам на маси, не мислам на општо население и не мислам на жители. Зборувам за активни граѓани во политичкото делување. Интелектуализам некако? Не интелектуализам, него многу јасно посочени вредности за кои таа влада е дојдена. Ако си ми обеќал или ако си ми ветил едно општество за сите, тоа значи дека треба да внимаваш и на оние кои не ги представуваш во твоето упражнявање на таа власт. Значи, идејата на секоја власт е да се грижи за сите граѓани, дури и да се грижи за оние кои не ја гласаат. Добро, нешто се движи сепак. Има ли шанси тоа да се забрза? Еве и опозицијата излезе со нов слоган, нешто во смисла државата на сите граѓани. Се граѓанизирали и опозицијата? Знаете како, после Груевски, ова врхушка сега во ВМРО ДПМН што ја држи опозицијата, во себе си има еден момент во кој вели дека сега ние сме испрани и ќе се обидеме со некакви помодерни и пограѓански пораки да испраќаме. Но од друга страна, кога гледате дека после локалните избори, реториките повторно се заоструваат, читаме дека Мицкоски денес вели дека најважно е, односно пред 2-3 дена кажа на некоја партиска нивна конференција или на роденденот на УМСМ на ВМРО ДПМН, рече дека важно е само да припаѓате на ВМРО, другото се некако ќе го имате и некако ќе добие. Значи таа Да бидам јас до популистичка крај коректен, сепак квалитетот на луѓето, како што вие велите, е поважен отколку партиската припадност, но тоа во практиката како да не ни се случува. Не, ја мислам дека обратно кажа. Мислам дека кажа најважно е припаѓањето од она што ти го поседуваш како квалитет на човек. Ми се чини дека таа изјава така ја кажа, за да ствара некаков набој. Најголемите проблеми во општество, во македонско општество, од кога јас ја следам политиката активно од 2007 година, 2008 година и на локално и на национално ниво, сваќам дека десницата е таа која од луѓето прави да бидат лоши, да не се борат за добри и важни агенди, оние кои што се широки и оние кои што не ги делат луѓето по разни основи. Може ли во Македонија да зборуваме за таа идеолошка матрица? Еве, Меркел, например, десница беше 12 години речиси на чело на незината држава. Кај нас можно ли е такво нешто, власт и опозиција да застанат на некоја опција во интерес на целата држава и на сите незини граѓани? Не апсолутно. Значи, иманентно за десницата е етничкиот и трибален и расистички момент. Значи, тоа е секогаш. Тоа не само што го има во теоријата на книгите, туку тоа го има и во праксата. Се знае на кого. А додека левица во оваа, не зборам јас сега за левици, има крајни левици, има крајни десници, зборам сега за оваа што е некоја на демократски и либерални позиции, не и либерални Орбанови. Вие гледате дека во политиката истото на исто секогаш се прилепува. Така беше Мицкоски со Орбан пред извесен период. Значи, десницата секогаш си оди кај своите. А овие што се лево-либерални... Кога има избори, позиции, кога имаат конгреси, нормално се дружат лидерите на десните партии, тоа се... Така е, но знаете како, ако вие одите до Орбан, тоа не е неважен човек на таа некоја десна позиција, радикални, националистички и олигархиски. Да, него Европа и десните на некој начин му забележуваат за многу работи. Значи, тамо функционира една фингирана демократија. Тамо се знае дека избори има, парламентаризам функционира, но една партија Фидес победува. Како победува? Така што последното што го читав од важни новинари кои велат дека сите изборни единици ги ставил во една.
за да не мора да му се цепка телото, него се е во една единица која ќе гласа за Фидес. Кумулативно. Што прогнозирате? Ќе има ли избори? Парламентот е, рече си, блокиран. Комисиите не работат. Не може да се истурка ниту една реформа. Тоа не води никаде освен, нели, патот е нови избори. Да. Немој да ми замериш, приметувам Ова се ваши минути. Да. Немој да ми замериш во смисла на ова прашање дека чувствувам малку и како разочараност од твоја страна. 2020 година имаше парламентарни избори. И граѓаните на оваа земја се одлучија кој ќе го има мнозинството во собранието. Мнозинството во собрание, ако не се лажаме, 64 или 65 пратеници. 4. 5 нека е, не е важно. Да. И Ако некој ви поднесе 4000 амандмана, ќе се једи, не значи ништо, ни тоа мнозинство. Прва солуција за ако сакаме да има предвремени избори, тоа значи дека 4 пратеника или 5 пратеника треба да се одметнат. Тоа е првата предпоставка како ќе стигнеме до Тоа ќе биде пак некое лидерство без избори, нели тоа не поминува. Втора работа за ако сакате да јас сега зборувам ако сакате да предизвикате предвремени парламентарни избори е од улица да ја почирате владата. Тоа е втората солуција која не е изводлива. Почнува тоа? Не. Се насетува? Не. Ако на вистина ја посакуваме парламентарната демократија, таа парламентарна демократија има своји рокови, свој правила. Веројатно не ми го разбравте добро прашањето. Ќе промени ли нешто новите избори во смисла некоја нова коалиција, макар и истата политичка опција да доминира, нели, да ја предводи владата? Но можно ли е власт и опозицијата да се најдат на заедничка маса на еден реформски курс, барем за неколку клучни реформски прашања во државата? Може би како можност за некои нови коалиции, во таа смисла зборува? Се е известно во таа смисла. Значи, се е известно, може да се случи, а и не мора да значи. Како? Од друга страна, кој би правил реформи? Да не ги знаеме актерите предходно, еве да кажеме дека владата е ваква и таква, и да не ги знаеме актерите кои пледираат да одат. Значи, прашањето, Јовановиќ, ми е дали е можна некаква голема постизборна коалиција, например, власт без опозиција, сите партии во влада, сите партии на власт во парламентот. Ама нема потреба, пошто дополнително во ова кризно време, дополнително граѓаните ги ставате повторно на бришан простор. Но не функционира реформски парламентот. Не функционира реформски, бидејќи цело време се јавуваат некакви пожари кои вие мора да ги гасите. Значи, функционираат. Да немаше толкави блокади, ќе функционираа и уште подобро институциите. Јас во тоа верувам. На секој добар пакет. Блокадите од каде доаѓаат? Од опозицијата. Од опозицијата. Прашањето ми е дали евентуално предвремени нови избори. Ама нема како да дојдат. Значи невозможно е да дојдат нови предвремени парламентарни избори. Ако власта ги дозволи, значи ако ги исчитуваме добро пораките, ќе видиме дека власта си го бара својот мандат до 2024 година. Да, но не поминува ништо во парламентот, се е блокирано. Ниеден закон не поминува. Амандмани по 4 по 6.000 се поднесуваат само за да се закочи процесот на секоја иницијатива владина. Или нови избори, па нов распоред некаков на силите. Ама тоа дополнително ја доведува земјата. Може би малку идеалистички ги поставам прашањето. Не, вие ги поставувате баш добро, но ја ви велам дека во смисла до каде вака ќе атрофираме полека. Сега ќе атрофираме полека. Идејата е дека наспроти нас имаме во моментот војна. И оваа криза која што се заканува тамо, гледаме дека е не само што е светска, туку почнува да стига и до нас. Од бензини до горива, до прехранбени продукти и така натаму. Значи, јас знам дека во политички жаргон на опозицијата одговара да има утре предвремени парламентарни избори, а па од друга страна владата се вети пред граѓаните во 2020 година дека ќе го иструка мандатот. И ако веруваме, велам повторно, во парламентарна демократија, каква и да е таа, каква и да е демократска, полудемократска, но сепак има моменти во кои е важно да го иструка мандатот до 2024 година. Кој ќе ги санира, ако дојде некаква, не дај Боже, инфлација, кој ќе ги санира кога ние ќе дојдеме во
препукување измеѓу една коалиција и друга коалиција? Ќе имаме ли техничка влада или нема да имаме техничка влада? Кој ќе ги организира тие избори? Тогаш како опозицијата да стане кооперативна за време на мандатот на власта и да се чека својата шанса? Па кога ќе се реформира? Кога ќе се реформира и кога ќе стане права граѓанска десница во која ќе се извини за сите злодела што ги направила во историјата на оваа земја, како ниедна друга власт што го оштетила и го повредила ова општество, зборам генерално општество, не одам се на персонални судбини, мада и тие персонални судбини се многу важни, кога ќе се реформира, кога ќе ги увиди грешките и кога ќе каже јасно, ние овде грешивме, ќе се обидеме да бидеме подобри. Пошто знаете, во политичкиот моментум секогаш е важна таа бихевиорална човечка компонента. Ако немате волја за промена кај себе си, како политичка партија, како политичко движење, тогаш настапува лагата и пиарчењето. Добро, како таа поминува тогаш толку лесно, судејќи според анкетиве последни на јавното мислење и на расположбата на... Па поминува затоа што луѓето се нервозни. И таа нервоза и тој канал очигледно дека има некои системски турбуленции и патологии во самата власт, тоа е видливо со голо око, но од друга страна таа нервоза најлесно се лепи кон тие десни политички партии. Што може да констатираме, како функционира одговорноста? Например, кога зборуваме за контролата во политичките партии, не видовме ние партијата да осуди некој свој член кога, се цапнал, како се вели она во криминал. Партијата главно молчи. Судејќи според западната демократија, на западните партии, таму прво самата партија ќе ги осуди своите членови кои се огрешиле од законот. Кај нас доминира молкот. За да правите реформа, прво треба да правите реформа да разговарате внатре во самата политичка партија. Бидејќи луѓето и јадрата кои што се во самата политичка партија, потоа ги наследуваат институциите, и ако имаат таков менталитет и таква култура, после самите институции ќе работат и демократски. Не исто како во партија, но сепак некои јадра мора да излегуваат од политичките партии. Конкретно еве за СДСМ. Се разбира дека секаде во светот политички партии водат држави. Значи тука да немаме сомнеш. И се разбира дека СДСМ со сите нејзини мани, со сите нејзини дубиози внатре како политичка партија, со сите нејзини дивергентни позиции, имаш членство кое е, конзервативно, имаш некое членство кое е либерално, едно кое е еманципаторско, едно кое е вакво, едно е такво, но сепак таа политичка партија има во себе некој дух и некоја енергија. Има ли напредок? Само ова да го кажам. Од друга страна, ако цело општество застрани во бродот, во таа некоја десна позиционираност, тогаш има шанси бродот да се преврати како што се преврати 2017 година со пучот во собранието. Значи, СДСМ е политичка партија која е важна за ова општество, докажала милион пати дека може сама во себе и да се променува, докажала во себе дека знае да почитува и инклузивност, и демократија, и религиски моменти. Значи, знае таа политичка партија во себе да има свој кохерентен став за тоа што е стварно државничка политика. Кажете ми и да се движи со потребите на времето, да ги решават круцијалните државни прашања, во таа смисла зборувам, најкрупните и најтешките. Се разбира, да се вратиме историски назад, кој ги решил најважните политички прашања во оваа земја? Тоа било решено од самите. ВМРО ДПМН се уште не е подготвен да се издигне на таа ситуација, се најавува некаква нова платформа, спомнав пред тоа граѓанизирање на партијата, напуштање на таа тврда национална линија, или? Треба да ги слушниме актерите. ВМРО ДПМН кога е во опозиција е баш таква, се обидува да има некој плашт или некој ехо дека е демократска, дека е широка. Гледам некои нивни важни партиски личности како Илија Димовски зборува за граѓанска десница, па не знам, значи сакаат да се обидуваат кога се во опозиција. Повлече некако нога во предизборна коалиција на мултиетнички, да речам, коалиции, влезе во предизборна коалиција со БЕСА, сега ВМРО ДПМН нешто најавува со
алтернатива и со алијансата. Во таа смисла, дали партиите се граѓанизираат конечно? Во мала криза, тоа е конзервативна дали нешто таму ментално се менува? Дали се граѓанизираат и партиите конечно? Не, партиите да, зависи кои партии се Еве мислам на актуелната опозиција. А опозицијата, ви велам, она работи кога нема некоја криза. Кога нема криза, опозицијата вели дека ние сме граѓанска десница, дека ќе бидеме центристи на моменти, ќе земеме некој состојби од тој порадикален десен моментум во самото општество. Кога има криза е некооперативна. Но од друга страна, кога има ВМРО-ДПМН криза или кога се случува криза во општеството, тие секогаш играат етнички во етничките блокови, бидејќи самата база оздола е ултраконзервативно членство кое секогаш бара да биде со своите и стално ги исклучува, еве да речеме албанскиот фактор, ќе го исклучи. Значи они работат, како да кажам, органски, моментно, инстинктивно, они немаат некоја широка пелета која ќе речат од овие црвени линии не отстапуваме и ќе ги следиме тие некои граѓански и државнички политики. Не, него само работат. Нов конфликт е и ова со меѓу власт и опозицијата и ова со настаните со Бугарија. Упорно опозицијата инсистира да открие што тоа власта преговара, пропагира дека се загрозени националните македонски интереси. Кој е вашиот коментар за тоа? Па сега и се надевам и не се надевам. Тамо гледате и сами дека имате две струи. Едната струја е проевропска и прозападна на председателот Петков, а другата проконзервативна и десничарска е на овај, како го вика, Петков и Радев. И тие се некои два света тамо кај што ќе се прекршуваат. Ми се чини дека и самата клима во бугарското општество е прилично неспремна за да се реши проблемот во Македонија. Од една страна, од друга страна и самата влада цело време се обидува да ги заборави тие, не да ги заборави, него не да, толку да се концентрира на работите кои што не разделуваат, туку се обидуваат да ги хендлаат работите кои што можат да не спојат. Но таму и во самата Бугарија, партијата на Корнелија Нинова, поранешните социјалисти и ова новата на Слави Трифунов, нели има таков народ, тие се најголемите противници околу постигнување на било каков компромис со Македонија. Може ли Петков да издржи тој притисок? Но ја се уште верувам дека ако од украинскава криза, односно од инвазијата на Русија во Украина се види дека цел свет е вмрежен, и дека парите се вмрежени, и дека гасот е вмрежен, и дека нафтата е вмрежена. И корупцијата е меѓутоа вмрежена. Но и поентата ми е друго. И ако се е некако плутократски изврзано, дури и санкциите на Путин кои му се давани се имаат врска и со Европа, имаат врска и со Соединетите американски држави, тоа значи дека ако Европа е гајлен, ако Бугарија е гајлен на Европа, тогаш ми се чини дека нужно нас ни треба поддршка од самата Европа, која одлучува од големите земји, мислам тука на Велика Британија, тука мислам на Германија и мислам на Франција, дека мора да го запре тоа вето, да го тргне тоа вето, за некако да се одблокираме, бидејќи и ние сме дел од тоа семејство. И што би било, замислете, алтернатива, кога ние би се кошкале следниве 20-30 години. Ние ќе ги потрошиме сите најважни општествени енергии во измачување на нешто што веќе поминало. Сега да не сме дека ве насочувам кон критика на опозицијата. Не ме насочувате на тоа. Сакам да кажам тоа што е историја. Тоа е како во една амбалажа со млеко. Тоа е веќе истурено и тоа е веќе завршено. Тоа што сме го истуриле невозможно да се врати назад. Да, англичаните имаат таа изрека, не плачете врз истуреното млеко. Ај сега да видиме што тука може да средиме. Ја мислам дека проблемов е всушност не е толку комплициран, ми се чини. Ние стално од се правиме компликации. Ние никогаш сме немале културњаци. Добро, во конкретниот случај од бугарската страна ги прави. Се сложувам со тие балкански идентитетски империализми, кои што еве гледате дека цел Балкан е оптеретен со тоа, ние сме поголем брат, вие сте помалите, ние ќе ви кажеме и така натаму и така натаму. Ако добро заклучувам, не сте голем оптимист дека ова со
до крајот на француското претседателство, значи до крајот на јуни годинава, нешто може да се случи на релација Софија-Скопје, да се најде некаков компромис кој ќе овозможи отпочнување на македонските преговори со Унијата. Па мојот суд е повторно политички и ангажиран, а тоа е дека секоја одлука во политиката има своја последица. Или во превод, ако вие им зборувате на луѓето дека треба да ги бойкотираат, да го бойкотираат пописот, и ако влезете во брутална кампања во јавноста, и ако после на конечните резултати имате 130.000 луѓе или 132.000 луѓе кои не се попишале, тогаш се прашувате злобно од каде сега овие 132.000 луѓе кои што не се подпишани. Значи, влегувате во јавниот простор. Ги оттргнувате луѓето, затваре врата, немој да се попишуваш, etc. И после се чудиш, луѓето, зошто не ти се попишале? Луѓето не го разбираат тоа лицемерие? Не да не го разбираат тоа лицемерие, јас сега ќе бидам малку безобразно циничен, луѓето веќе се така дресирани да се како пингвини. Која политичка партија ќе повика, тие тргнуваат на таа што припаѓаат у својот ров. Ако власта каже дека е важен пописот... Тоа некако малку навивачки, мојот тим е на власт, за него навијам без оглед на тоа каков е, јас останувам него фан. Нашата политика е арбитрарна и нашата политика е стално навивачка, како на фудбалска утакмица. И затоа аргументите на власта, односно на владата, ја го презирам тој збор власта, него јас сакам онда да биде оваа влада, како што и е на моменти, а некогаш и не е, да биде government of the state, значи да биде влада на државата, а не да биде власт во онаа стара социјалистичка. Има со Васи Јовановиќ разговори за многу други теми, еве за меѓународното право. Право е на моќните и на силните, така. На крај, кои се амбициите? Каде натаму? Во политиката, може би, во новинарството? Па амбициите ми се исти како и кога почнував, да речем, пред 15 години, 16. Мислам, ја бев тука во политиката, но медиумите не ме третираат тогаш. Значи, сега, пошто сум појавен и пошто сум, условно речено, некаква, пајде, не знам, јавна личност, што и тоа да значи, амбициите ми се исти. Јас се вклучив во политика за да рушам бариери и да освојувам слободи. Во времето кога тргнував во таа политика, ја мислев дека и се обидував да бидам добар во таа. Може ли да кажете дека сте задоволен од тој ваш активизам? Јас сум задоволен од со разни недоследности и околности во мојот живот, се зборам лично. Јас од себе си сум задоволен. Немам потреба да бидам во власта и немам потреба да бидам шеф на ништо и на никого. Јас сум човек кој што сака да продолжи да чита, да пишува и да зборува. Ако добро ве разбирам, оставате времето и околностите да работат за вас. Буквално мислам дека од ова што сум денес, сакам да продолжам во овие дискурзивно, слободарски, промислувачки собитија. Други работи не ме интересираат. Новинарството не би го заменил со никаква политичка кариера, него би останал во новинарство. И дури спремаме една мала прозна книга, која е веќе при крај, така што би се опробал дури и во книжевноста. Черчил би ви дал друг би совет. се опробал во книжевноста, но ви велам, изворно сум на истите позиции со кои почнав. Слободите, правата на граѓаните и борба за вредности во политиката, низ пишаниот збор и низ гласот тој што го имам таков каков што е. Дистрикт, Цивил прес студио, Ненад Јовановиќ, ви благодарам. Ви благодарам.